Денес, правејќи некои консултации за новите подкасти што треба да ги правам на каналот Татунчо, отварајќи Skype ми дојде нотификацијата која што ме известуваше дека оваа апликација од мај годинава престанува да постои. Ова е крај на една прекрасна ера, затоа што Skype на нас ни овозможи можност да се поврземе низ сите континенти, а сето тоа да го направиме малтене бесплатно. Тоа беше основата на сите оние разговори, подкасти кои што ги гледавте на каналот Татунчо. Сега е време да се размислува за некаква замена. Замените кои што се нудат се повеќето, ако се бесплатни, се ограничени, а оние кои што се на плаќање имаат, соодветна структура која што може да го замени Skype. Најдобра од овие апликации која што доаѓа како замена на Skype, а може би подобра, е секако Zoom. Околу Zoom е интересно дека бесплатната верзија нуди 40 минутна сесија, подоцна се прави прекин, се прави пауза од 10 минути и повторно. И ова горе-долу за снимање е супер, ако гостинот има или гостинката има трпение за чекање. Од друга страна е многу незгодно ако се прават видеа во живо, затоа што во живо ќе треба да се ограничи на 40 минути. Така што станува незгодно. Опцијата за купување на платената верзија на Zoom секако е се поизвестна во мојот случај и тоа веројатно кога Skype ќе престане да функционира ќе го направам. Ова го кажувам само за да ги мотивирам сите оние кои што мислеле, а сепак не ја гледале вистинската причина зошто да станат членови на каналот Татунчо и зошто да го дадат тој мал придонес, за работата на овој канал. Конкретниот придонес ќе овозможи да сиве овие подкасти продолжат на еден убав и квалитетен начин овозможен од имањето на апликацијата Zoom. За денес имав да го кажам тоа. Ова сината лента која што ја гледате тука е всушност тоа известување за крајот на Skype. Ние се гледаме во наредните подкасти кои што се уште ќе бидат правени на Skype, а во меѓувреме имајте во предвид станувањето членови на каналот Татунчо со една символична донација да придонесете за работата на овој канал.